и интересна за сите граѓани. Тоа е визниот режим кој Македонија го има, особено спрема земјите членки од Европската унија и неможноста да се движите слободно, патувате во земјите членки на Европската унија и да чекате долги редови пред амбасадите. Вечерва во студиото на оваа тема ги повикав гости Емил Киријас, тој е новиот државен секретар во Министерството за надворешни работи, ако добро разбрав, задолжен толку со ова досие за визниот режим, неизвестен меѓу другото, и Филип Петровски од ВМРО ДПМН, партија која најави интерпелација за министерката Митрева. Меѓу другото, во образложението за вашата интерпелацијата го споменувате и тоа што, како што велите, Министерството за надворешни работи, раководено од Илинка Митрева, не сторило многу за да се направи нешто на овој план. Тоа ќе биде едно од темите кои ќе разговараме вечерва, но пред се би сакал да почнеме ова издание на Зебра со Законот за надворешни работи, кој исто така некако циклично постојано се најавува како актуелност, но потоа замира, и сега во најава повторно имаме Закон за надворешни работи. Господине Киријас, како државен секретар, сте вклучени во изработката на предлогот. ВМРО ДПМН исто така во образложението на интерпелацијата за министерката Митрева го споменува отсуството на овој закон. Па повелете, што ни подготвувате? И ќе добие ли Македонија после толку години Закон за надворешни работи? Овој пат можеме да ви ветиме дека навистина законот ќе биде доставен во собраниска процедура и ќе биде доставен до владата пред се во рок од 2 месеци. Вие сте свесни од сега по 2 месеци. Од прилика за 2 месеци. Свесни сте за договорот кој што беше постигнат помеѓу министерот за надворешни работи, доктор Илинка Митрева, и премиерот на владата на Република Македонија, доктор Албе Бучковски, околу потребата за донесување на овој закон, и беше договорена една рамка од 2 месеци во кој што законската регулатива во една нацрт верзија ќе биде дефинирана. Во моментот во самото министерство функционира работна група составена од професионалци, луѓе кои што работат во министерството долги години, која што изработува нацрт верзија која што во законот ќе ги инкорпорира сите оние постапки кои што се однесуваат на надворешните работи и на надворешната политика, од поставувањето на амбасадорите па се до вработењето. За да нема случај Джевата Деми. Джевата Деми случајот беше аларм, носете закон дека меѓу другото, меѓутоа законот за надворешни работи се поставува како прашање, односно како нужност веќе 14 години. Оваа тема мора да се затвори еднаш за секогаш. Затоа и преземавме одговорноста не само да го дефинираме нацрт текстот, туку ќе одиме со една поширока дебата, со еден потранспарентен процес кој што ќе ги вклучи меѓу другото покрај експертите кои што се во министерството, покрај професионалната фела, ќе ги вклучи академските работници, ќе ги вклучи поранешните дипломати, поранешните амбасадори, се разбира поранешните министри за надворешни работи, ќе ги вклучи и невладините организации, односно граѓанскиот сектор. Сакаме да направиме еден закон кој што навистина ќе го рефлектира расположението во Македонија и ќе регулира оваа сфера. Проблем беше, господин Киријас, односот министер председател. Ки имате ли таков проблем? Сега барем немате комуникација. Па не верувам дека проблем би можело да има сериозен, пред се затоа што оваа релација дефинира уставот и уставот е многу јасен во однос на тоа кој ги назначува амбасадорите. До сега беше тоа беше редовниот проблем, поради кој немаме закон. Па еве може би било еден од проблемите, меѓутоа сферата која што е уставно дефинирана ќе биде преточена во законот, така да не верувам дека ќе има било каков конфликт од таа гледна точка. Господин Петровски, вие најавивте предлог, ваш предлог закон. Нема да работите со нив на изготвување на еден или два ќе се разговараат. Ние имаме малку поинакви позиции во врска со Законот за надворешни работи. Пред се да ви исправам, Македонија има Закон за надворешни работи, кој што е објавен во 56-тиот број на Службен вестник во 81 година. Со уставниот закон, Република Македонија ги превзема сите закони кои што едноставно ги нема донесено. Тешко да е компатибилен со уставот. Тој не е компатибилен, меѓутоа уставниот закон го уредува тоа. Така што мислам дека повеќето министри за надворешни работи до сега користеле намерно една позиција да објавуваат дека не постои закон за надворешни работи, за да можат со таа празнина да исполнуваат со своји дискрециони права. Сега ние мислиме дека ова што го кажува државниот секретар е една флоскула која што власта ја повторува со години. И веднаш можам да кажам дека не веруваме дека за 2 месеци ќе имаме закон за надворешни работи. А што се однесува до соработка, секако дека би соработувале и нашиот стручен тим би соработувал со тим на експерти во МНР, затоа што ние веќе имаме готов закон за надворешни работи и во наредниве неколку недели ќе го предложиме.
законот е пред мене. Во законот се уредени сите работи кои што не би требало да бидат дискреција на министерот и не би требало да бидат правни празнини. Ние едноставно мислиме дека сето тоа треба да биде уредено со закон и дека мора да се постави една основа од која што ќе действува Министерството за надворешни работи. Во спротивно имаме тотална анархија, имаме самоволија на министерот, имаме едно узурпирање на сите функции што доведува на крајот до нефункционирање на системот во министерството. Па понатака ни се појавува случајот Джевата Деми, кој што не е увертира, туку е финале. Увертира се случаевите на Габер, увертира се случаевите на многу амбасадори што се пратени со предлоси за дисциплински процедури на кои што не реагира министерката. Увертира се сите оние работи што се случуваат внатре во министерството, кои што се кријат од јавноста, кои што не се разјаснети, меѓутоа кои што ги користи министерката за да создава едно свое лоби, кое што за жал не ги обавува функциите во министерството во интерес на Македонија, туку во интерес на една мала група на луѓе кои ги стеснуваат сите тие функции и едноставно надворешните работи и дипломатската функција претварат во привилегија на стеснет круг на мали семејства кои што работат за себе. Ние сметаме дека со овој закон сето тоа ќе се смени, затоа што се уредуваат функциите на Министерството за надворешни работи, сите релации кои што ќе ги има кон другите органи во државата. Дали е тоа председател на државата, председателот на собрание, собраниска комисија за надворешни работи. Понатака ригорозно се утврдуваат дипломатските и конзуларни звања, односно како се стекнуваат, што е многу значено. Сега сето тоа останува во една дискрециона ситуација на министерот и министерот многу често ги ротира напред-назад по собствена волја, без никакви правилници или непочитување, или некакви интерни правилници кои што може да ги смени во рамки на месец или на два. И понатака, исто така се дозволете само уште оваа реченица, значи уредби на влада и правилници на МНР. Значи законот не е само закон кој што едноставно ја завршува целата материја. Законот само отвара она што е процедура што треба да ја заврши владата и процедура што треба да се дополни во Министерството за надворешни работи. Мислам дека се тоа многу значајни работи кои што не треба да се пропуштат и не се дозволува импровизација. Ние сме пред собраниска процедура, овој закон ќе го дадеме во собрание, меѓутоа исто така може доколку Министерството е заинтересирано да го разгледа нивните стручњаци со нашиот стручен тим, кој што ја има целосното градиво на законот, меѓутоа и целосната реформа на министерството. Вие сте конзул, господине Петровски, бевте ли конзул да имаше ваква процедура и ваков закон како што предлагате? Зависи, затоа што едноставно не е примерот само со мене, односно еве да речеме исти години кои што ги имам јас, во студиото ги има и државниот секретар. Значи, кога бев поставен за конзул на Република Македонија... Не зборуваме за години, зборуваме за процедура. Зборуваме за процедура која што би се однесувала за сите дипломати. Сигурно дека би требало да биде прифатлива и за мене. Меѓутоа, во една процедура која што ја постоеше тогаш и која што беше дел од тоа министерство, во таа процедура може би имале проблеми и јас и државниот секретар. Меѓутоа, годините беа тоа што се потенцираше како главен проблем кога бев назначен за конзул. Не го отворив тој проблем, јас во оваа емисија. Добро. Само сакам да потенцирам нешто околу тоа дека министерот, односно во министерството се злоупотребуваат позициите, односно се создава мала група на луѓе. Сакам само да потсетам дека најголемиот број од дипломатските представници кои што ја представуваат Република Македонија во моментот не се испратени од оваа влада, односно не се испратени во овој мандат. Министерството за надворешни работи продолжи да функционира со амбасадорскиот кор кој што беше испратен во 2001 година, во 2002 година, односно пред да дојде оваа власт, односно оваа коалиција на власт во Република Македонија. Така да од таа гледна точка воопшто и не може да станува збор дека министерството, односно министерката го злоупотребила своето дискреционо право, доколку постои за поставување на амбасадори кои што би се блиски на не. Велам, се уште функционираат голем број на амбасадори кои што беа испратени од тоа време и комуникацијата со нив тече непречено. Така да Кирија се многу интересно, дозволете само да прашам. Имате можност. Имате можност. Збор за целокупниот дипломатски персонал. Имате можност да ова. Сакав да прашам следно. Интересно ми падна во очи пред некој ден
чув дека до експертскиот тим за околу утврдување на дискреционите права од Министерството е вратен одговор, нема во Министерството за надворешни работи дискрециони права и ние немаше од тука да разговараме. Имате ли дискреционе права и што овој закон не е дека немаме што да разговараме? На почетокот на барање на премиерот, односно по заклучок на владата е побарано во министерствата да се направи еден вид на скенирање кои се дискреционите права. Работниот тим кој што бил во министерството во тој момент видел дека според нивните наоѓања во министерството не постојат дискрециони права. Меѓутоа ги добивме забелешките на експертскиот тим и сега повторно ги преработуваме сите правилници. Имате ли многу дискрециони права, министерката? Според она што го наоѓа експертската група, односно предводена од професорот Давидковски, има неколку само сфери кои што сме во процедура да ги измениме и имаме еве до 28 можеби да го открием тој податок, до 28 мораме да доставиме информација до владата како ќе се изменат. Дали со предлог законот кој го имате се лишувате од некои од тие права кои се... Тоа е една од главните дебати кои што ја имаме внатре во министерството, односно како да осигураме дека ниту еден министер нема да може да се доведе себе си во непријатна ситуација. Што е база за коруптивно однесување во постоечките односи, постоечките нормативи? Па не знам дали би можело да се нарече коруптивни односи, меѓутоа според правилниците тоа да ги отклони сите генератори на коруптивно однесување. Генераторите, да. Кој е генератор еден, како илустрација вака? Пред се околу можноста за наименување на адхок наименување на представници во дипломатско-конзуларните представништва и околу одредувањето на финансиските надоместоци. Тоа е оно што го дефинира и експертската група. Ние ќе предложиме сето тоа да се дефинира на начин на кој што не министерот, туку владата и воопшто едни тела, групни тела, колективни ќе ги носат тие одлуки, така да ќе ги елиминираме можностите личност една, без разлика од која власт да е, без разлика од која провиненција да ги носи одлуките сама, односно да се дозволи да се доведе во ситуација да размислува да ја злоупотреби позиција. Ако може, мислам, не треба да се комплицираат работите. Цела оваа дискусија е комплицирање на работите. Тоа што го прави премиерот и министерката, тоа е само односи со јавност. Тренирано, вежбано однесување со јавност. Дискреционите права на министерот може да се уредат со закон. Нема потреба да му ги укинува премиерот на министерот, па да зборуваме дека за 2 недели или за 2 месеци министерката треба да одговори, па тимот владата да се огледа, па после месец дена да дојдеме во вчерашните информации да слушнеме дека премногу е краток периодот, па ќе оставиме цела 2005 година да помине додека да се укина дискреционите права на министрите. Мислам дека тоа е едно играње со јавноста. Јавноста нема потреба да ја играме и да ја прелажуваме, едноставно треба да донесеме закон. Дискреционите права во законот може да бидат уредени многу прецизно. Ако не бидат уредени во законот, ќе бидат дериват на законот со одредби на владата и правилници во МНР и ситуацијата ќе биде јасна. Меѓутоа, наспроти на тоа, ни еден министер, посебно последниот, не сака се откаже од дискреционите права и кога зборуваме, да не бидам погрешно сватен, не зборуваме за амбасадорите или за генералните конзули, зборувам за целокупниот дипломатски потенцијал што го има министерството и начините на кои што тој дипломатски потенцијал кадар се расфрлува без конкурси, како се враќа од едни амбасади па се носи во други, без соодветно познавање на јазици. Може да ви кажам примери, да речеме Радка Чокревска во Белград или да речеме и назначување на амбасадори и воопшто не е точно тезата дека министерката дискутира, односно го продолжува мандатот на амбасадорите кои што биле назначени пред да дојде таа на своја власт. На власта. Дозволете. Ние тоа го објаснивме во интерпелацијата, меѓутоа во интерес на оваа дискусија може уште еднаш да го повториме. Министерката со самото доаѓање во кабинетот наведе имиња на амбасадори со кои што нема да дискутира, односно кои што треба да бидат вратени. Па од Пекинг до Њујорк се спомнува имиња на амбасадори кои што преку односно извори блиски во МНР беа дискредитирани во јавноста. Ние сметаме дека тоа е начин кој што е недозволив за функционирање на еден министер, затоа што министерот и целото министерство е должно да ги штити дипломатите кои што во интерес на републиката, во интерес на државата ја извршуваат позицијата. Тие не се кадрови нити на ЛДП, нити на СДСМ, ниту на ВМРО да помене. Тие се кадри на државата. Наспроти на тоа, министерката ги дискредитираше и ги остави да бидат омаловажени, присутни во земјите во кои што се. Дали е тоа начинот на кој што треба да функционира ово министерство? И вие да велите дека едноставно министерката работи со кадрите кои што беа поставени пред да дојде на власт. Мислам дека тие луѓе
односно амбасадите кои што се присутни овдека од тие земји праќаат извештаи во тие земји. И тие односни министерства со кои што нашите амбасадори треба да дискутираат, да соработуваат, замислите каков однос ќе имаат кон луѓето кои што се омаловажени и дискредитирани во целата македонска јавност од неидентификувани извори во МНР. Значи воопшто не ви е точна тезата дека МНР, односно министерката, работи со кадрите кои што беа поставени од некоја претходна гарнитура. Таа беше должна и мораше да работи со нив, затоа што освен што таа има улога во назначувањето, има и председател. Меѓутоа направи се да ги дискредитира и дел од нив се повлекоа и си дадоа оставки. Значи направи се да ја растори мрежата. Мислам дека таа мрежа е осакатена и ден денеска останува таква, а може да продолжи да биде осакатена уште повеќе со типовите како што се Џевад Адеми и некои други амбасадори кои што ги имаме. Имињата може да ви ги наведам. Поведете. Добро, само сакам да наведам два факта. Фактот на состанокот на амбасадорскиот совет, кој што беше кон крајот на минатата година, бевте свесни, работата на амбасадорскиот совет беше итекако конструктивна. Заклучоците од тоа кои што се еден обемен документ од 18 страни кои што наведуваат на упатства околу тоа како треба Македонија стратешки да се постави кон оние земји во кои што имаат своји дипломатско-конзуларни представништва, меѓутоа пошироко надворот од својата дипломатско-конзуларна мрежа. Ја мислам дека е доволно добар доказ дека функционира работата во министерството. Се разбира, никој не вели дека работата функционира перфектно, меѓутоа работите течат. Од една страна, од друга страна, сакам само да појаснам, уствари еве да го поканам и господинот Петровски, па и сите оние кои што се скептични во однос на најавата, односно ветувањето, дека законот ќе биде во собраниска процедура во рок од 2 месеца, да одржиме една иста ваква емисија после 2 месеци, па да предискутираме и да видиме дали навистина ветувањата се совет имам доста исполнителни. интересни податоци за вас. Амбасадорскиот совет според нас, според одредени верзии што ние сакавме да ги понудиме како интерпелација на министерката Илинка Митрева, воопшто не е таков розов како што го представувате пред јавноста. Амбасадорскиот состанок е едноставно исполнување на можноста или давање на можноста на нашите амбасадори да ја поминат новата година и божичните празници во Македонија. Јас пред мене имам документ, всушност што прави министерството, односно како се одвиваат тие амбасадорски совети, а имаме и мислење. Ќе дојдам до документот. Пред се, мислам дека амбасадори кои што се отидени пред неколку месеци, како што е, да речеме, амбасадорот во Обединетите нации и некои други кои што беа испратени, да речеме, амбасадорот Габер во Австралија, нема никаква потреба да се враќаат назад после 3 месеци во Македонија за да добијат инструкции. Би требало да ги добијат тие инструкции на тргнување. Иако можете да го проверите тоа. Амбасадорот се амбасадорскиот совет. Да, за амбасадорскиот совет зборувам. Амбасадорот Габер во Македонија беше до 18 јануари. Кој ги плаќа тие дневници? Дали има Македонија потреба и државниот буџет и сите граѓани да ги плаќаат хировите на амбасадорскиот совет кои што не донесува никакви заклучоци? Дозволете, имам документи. Значи тоа е едното ниво. Поканувате амбасадори кои што се на неколку месеци од заминување. Значи што заминале скоро. Поканувате на амбасадорски совет амбасадори кои што се на неколку месеци до враќање. Има случаеви. Поканувате амбасадори кои што, да речеме, во Брисел, каде што Илинка Митрева е многу често и може лично да ги достави инструкциите. Едноставно ние мислиме... Оспорувате постоењето на амбасадорскиот совет. Да видиме, ако може тезата да е... Тезата е многу јасна. Амбасадорскиот совет е исто така за односи со јавноста. Јавноста треба да види дека министерството нешто работи. Ние сметаме дека треба да се одржува амбасадорски совет, не може има начин, може да се повикуваат амбасадорите по групи. Добро.